Завршува првата фаза од реализирање на проекти во источниот регион, донирани од Швајцарската агенција за развој и соработка, но со нови 4 милиони швајцарски франци, Центарот за развој на источнопланскиот регион ќе ја продолжи соработката и ќе реализира нови проекти поврзани со природата и инфраструктурата. Во моментов Истокот доби нови проекти од програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија. Овде имаме еден проект што го нарековме зелени изградени за заедничка зелена иднина. Тоа е реконструкција и адаптацијата во објект со голема енергетска ефикасност. Тоа е административната зграда на општина Кочани. Аплициравме со еден проект од областа на здравството околу формирање, заедничка соработка и формирање на кластер од областа на здравството. И тој проект е добиен. Овде носител е Сдружењето на лекари од Благоевград, партнер е Клинички центар во Штип, Центарот за развој е имплементатор со тимот на самиот проект. Приоритет на Центарот за развој на Источноплански регион е реализирање на проекти кои се во завршна фаза и се финансирани од програмата за рамномерен и регионален развој. Секако дека знаете, тоа се два проекта инфраструктурни кои што се во фаза на реализација. Во однос на проектите кои што се финансирани од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка преку националниот координатор Фармахем од Скопје, сите се во фаза на завршување. Се работи за 4 инфраструктурни проекти од областа на туризмот. Тоа е регионалниот туристички информативен центар на Пониква. Тој веќе за едно 5-6 дена ќе биде веќе завршен. Се работи за осветлување на Лесновските пештери и тие се веќе во голема фаза при завршување. Се работи за реконструкција и адаптација на тушевите и бањите во наша овде Кежовица. На тридневно тематско патување во Швајцарија, градоначалниците од Истокот, представници од повеќе сектори, како и Центарот за Источнопланскиот регион, учеа од швајцарците за заштитените подрачја. За идните активности во секоја општина, ова ќе биде пример како да се заштитат природните богатства. Директорката на Центарот за развој на Источниот плански регион, Драгица Здравева, додаде дека со секое заштитено подрачје, во зависност од тоа за каква категорија и степен на заштитеност се работи, не значи стопирање на економскиот развој, туку напротив, тоа представува мотор во иднина да се искористуваат европските средства од програмите за зачувување на природата.